Добар ден! Драги наши мили дечиња, ве поздравувам јас, денешниот воспитувач Билјана Куковска од детската градинка Рада Поцева од Кавадарци од објект Петар Пан. Денеска јас сакам да ве потсетам како треба да ја чуваме планетата Земја. Сакам да ве потсетам колку е таа значајна и драгоцена, колку е убава и модерна, облечена во најубави фустани, намирисана со најубавите парфеми. Затоа сакам да ви пренесам дека таа треба многу да ја чуваме и да се грижиме за неа. А дали знаете дека ние луѓето живееме на најубавото место? Тоа место се вика планетата Земја. Таа е наше умилено картче. Ние треба да ја чуваме и негуваме за да ни се смее и да биде весела. Таа ни дава вода, затоа што без вода не можеме да живееме. Ни пружи кислород. Без кислород не можеме да дишеме. Ни дава топлина од сонцето. Без сонце не може ништо да расте. Ни дава енергија. Без енергија немаме сила. Таа ни дава живот. Затоа, ние децата треба заедно да се грижиме и да ја чуваме. Треба сите заеднички да се грижиме за неа. Отпадоците да ги фрламе на места кај што треба да се фрлаат отпадоци. Да се грижиме за дрвјата, затоа што тие ни даваат кислород, затоа што без нив не можеме да дишеме. Јас денеска ќе ви раскажам една приказна за еден рибар кој што се викал Климе. Тој рибар секој ден одел на блиската река да лови риба. Но една ден, кога стигнал до неа, бил толку изненаден од гледката. Реката била полна со отпадоци. Имало полно пластични шишиња, консерви. Таа била многу тажна река. Рибарот Климе уживал со сати ловејќи риба, но тој ден немало риби, затоа што сите си заминале, барајќи убава и чиста вода. Не пливале шатки и патки, туку само отпадоци. Толку бил тажен и рибарот Климе, но била толку тажна и реката. Тој чекајќи да улови риба, немало ништо. На помош му дошле дечињата, кои што заедно му помогнале да ја исчистат реката. Кога ја исчистиле реката, реката го добила вистинскиот сјај и светнала во најголемата светлина заедно со децата. Ние треба заеднички да се грижиме за природата, затоа што ни една река нема да има риби, ни една шума нема да има птици. Ништо нема да има, ако заеднички не се грижиме за тоа што ни го нуди природата. Другарчиња, сите риби од сите води ќе заминат. Сите птици од сите дрвја ќе одлетаат. Сите животни од сите шуми ќе си заминат. А ние ќе останеме тажни, затоа што ќе бидеме најголеми виновници за тоа. И заеднички,
Ако се грижиме, сите ќе имаме најчиста природа. Ќе имаме најчисти реки и езера, каде што рибарот Климе може секој ден да лови риба. Ќе имаме чисти градинки, чисти училишта, чисти паркови. А сега да се потсетиме на приказната. Рибарот Климе, кога стигнал до блиската река, каква била реката, другарче? Била полна со отпад, што тој бил толку разочаран, што не можел да улови ни една риба. А дали рибарот Климе успел да улови риба? Не успел, затоа што сите риби заминале од реката. Останале да пливаат само отпадоците. Што почнал да прави рибарот разочаран од глетката? Почнал тој заедно со децата да ги собираат отпадоците, за да имаат чиста река, зелена трева, чисти паркови, за да може децата да играат во нив, рибарот да лови риба без проблем. Ние, децата, заеднички можеме да изградиме прекрасно место за сите нас, за да можеме безгрижно да се движиме, безгрижно да дишеме, безгрижно да растеме. И затоа градењето прекрасно место е наша заедничка обврска. Се надевам дека сите знаете каде се фрла отпадот и сите тоа секојдневно го правите. Се гледаме во наредното видео. Чао!